Оваа недела ќе биде клучна за лозарите од државата. Им предстојат мачни и тешки преговори со винарниците и ресорното министерство околу цената на грозието. Ако не најдат заеднички прифатливо решение, наместо во винарниците, грозието веројатно ќе остане на лозијата. Мора да одлучиме како ќе помине ваа година. Ваа година е една тешка. Знаеме дека ковидот го направи своето, али мора да изнајдеме решение. Не некој да се изиграва мајтов со лозарите, туку да оде напред лозарството. А во изминатите години се гледа што се случи. Значи, одиме на назад. Ваква неизвестна година лозарите немале со години. Оваа сезона квалитетот на грозието е одличен, но општата состојба за нив е многу лоша. Наместо договорените 9 денари за Смедеревка и 11 за Вранец, винарниците им нудат по 7 денари. Една од тие најголеми винари која што е кај нас на Балканот најголема, или како да речем Барселона што е во Шпанија, така е кај нас Тиквеш во Балканот, не ги испочитуваат тие мерки. И тука не знам, значи ова е еден вид страм за лозарството. 7 денара е една мастика да отидеш од Луѓен да купиш, значи можеш комотно мастика да купиш. Замислете мастика да рамниме со грози. Тука мора да ставиме крај. Тиквеш не може така тука да се бие шега со лозарите. Од друга страна, винарниците се на став дека и ланското вино им стои непродадено, а за нов откуп немаат ни голема потреба, ни пари. Повеќе од 60 милиони литри залихи на вино стојат во македонските винарници, поради падот на поборувачката и прометот на домашниот пазар. Поради ова, постои реална можност оваа година да останат 30 милиони килограми грозје на нивите. Велат од винарницата Тиквеш. Сепак винарниците се подготвуваат за откуп, но без однапред утврден план за цена и количина. Ние со откуп започнуваме наредната недела. До тогаш ќе утврдиме кои количини можеме да ги откупиме и по која цена. Велат од штипската винарница Аневски. Годишно во државата се берат околу 260.000 тони грозие. Годинава лозарите не знаат дали и колку ќе берат, а освен кон домашните винарници, за спас се свртени и кон оние од Босна, Србија и Црна Гора, од каде има најава за откуп на македонското грозие.